А во продолжение, драги наши, она што ви го ветуваме цело време, тоа е вклучување во живо од Управата за хидрометеоролошки работи, да слушнеме што ни се случи вчера, колкава брзина беше на ветерот конечно, што значи истата, дали може да биде разорна за овие објекти градежни, какви што ги имаме, понови или постари, и што не очекува денес, Диме повели. Добро утро, Јована, се наоѓам во Управата за хидрометеоролошки работи. Од прва рака ќе ги дознаеме во овој момент информациите за тоа што се случуваше во текот на вчерашниот ден околу невремето кое го зафати главниот град, но и останати делови од државата, какви природни процеси се случуваа, колкава беше брзината на ветрот и дали денес ситуацијата е мирна или и денес и во текот на наредните денови можеме да очекуваме слично невреме. Добро утро, велам за Јулијана Фидановска-Мишковска, дежурен метеоролог во Управата за хидрометеоролошки работи. Дали денес ќе биде сончево и мирно времето или повторно може да се очекува најава на невреме? Добро утро. Во текот на денешниот ден ќе имаме локална појава на нестабилност со пороен дожд, грмежи, засилен ветер. Ќе има и услови за изолирана појава на невреме со град, но не така интензивно како што имавме во текот на вчерашниот ден, особено во однос на силниот ветер што го имавме во Скопската котлина, како и на повеќе места во Македонија. Имавме засилен ветер и во источниот регион. Овој ветер беше со брзина во Скопската котлина од 130 км на час, но во изминативе години е забележана брзина на ветер во вакви нестабилности од 150 км на час, значи максимумот, блиску до максимумот во текот на вчерашниот ден, додека најсилен ветер, олуен ветер имавме во Штипскиот регион, беа измерени 134 км на час во зоната на нестабилноста. Добра страна на вчерашното невреме е што траеше навистина многу кратко и не се случија некои поголеми материјални штети. Така е, буквално од она што можевме да го посведочиме, во една минута, народски кажано, се смени времето, дојде невремето, почна многу нагло да дува ветер, страшна прашина имаше, па може ли посликовито за граѓаните да објасниме какви природни процеси се случуваат за толку многу кратко време да се сменат временските услови, да дојде до едно вакво невреме кое резултираше со големи материјални штети какви што ги видов? Така, овие процеси што се случуваат во овој период од годината, значи се вообичаени, се случувале и претходно. Имавме изминатиот период доста топло време, бевме под влијание на топол бран од југ од една страна, од друга страна имавме и зголемено количество на влага од Медитеранот, од Јадранот. Тој фронт што не помина во текот на вчерашниот ден дојде до судир, значи топла соладна воздушна маса, имавме доста засилен ветер во приземните слоеви на атмосферата, исто така и во повисоките слоеви на атмосферата, силно северно струење, така што овие, значи, процеси се случуваат и се случувале и ќе се случуваат во текот на летниот период. Колку можеме да ги предвидиме тие временски непогоди, односно колку дена однапред можеме да знаеме дека едно вакво невреме ќе зафати еден конкретен регион? Може ли толку детално и прецизно во денешно време да се предвиди? Значи неколку денови порано не. Како промена на време, како локална нестабилност, секако дека ги предвидуваме, но дека ќе бидат со вака интензивни со јак интензитет, однапред не може да се предвидат неколку денови, може би 2 часа пред невремето, значи со каква брзина се движи невремето, овие се кумулонимбусни облаци, нестабилности кои имаат вертикален развој, се формираат многу брзо, но од друга страна добро е тоа што и многу брзо се испразнуваат кумулонимбусните облаци со интензивен пороен дожд, грмежи и силен ветер. Значи тука имаме ние радарски центри што секојдневно ги следиме и пред време најавуваме, значи 2 часа најмногу се најавува таа нестабилност во кое градско подрачје би зафатила.
Така, дали можеме да објасниме од прилика колкава е таа височина ако мериме од земја, од површината на која се случува се тоа за кое зборуваме? Значи, се мери од нивото на кондензација и висината на кумулонимбусниот облак може да достигне вертикален развој дури до 16 км на час, како што имавме во текот и на вчерашниот ден, особено во источните делови од Скопската котлина и на истокот од Републикава. Ви благодарам на споделените информации. Благодарам и вам. А во продолжение, почитувани, ќе дадеме фокус и на тоа колку можеме да ги предвидиме ваквите невремиња, ваквите појави, со што располага УХМР, со каква опрема и дали дополнително нешто е потребно во однос на пренесувањето информациите да стигнат до граѓаните. Добро утро, директор Игор Лазаревски на Управата за хидрометеоролошки работи. Еве, слушнавме што се случувало во текот на вчерашниот ден и покрај вашите најави на социјални мрежи и сето тоа, голем дел од граѓаните сепак остана затечени според нивните сведочења на социјалните мрежи. На кој начин информациите од овде кои ги добивате стигнуваат до крајните корисници, ајде ке речам, на информацијата, односно до граѓаните? Управата за хидрометеоролошки работи покрај редовните неколку известувања до сите медиуми и до ЦУК и до сите засегнати страни, кога имаме вакви најави за невреме, пуштаме и воредни соопштенија, комуницираме цело време и со Дирекцијата за заштита и спасување, со Центарот за управување со кризи и нормално со медиумите, а податоците наши, за да бидеме поблиску до граѓаните, ги објавуваме и на нашата Facebook страна. Македонија има среќа што има два функционални радари, за разлика од некои околни земји, како например Косово, Албанија, Црна Гора, Босна, Република Српска. Ние може да се пофалиме дека имаме два функционални метеорадари преку кои во 3D се следат онлайн движењето на облаците и тука може да се предвиди дали тие облаци носат дожд, брзината на ветерот, дали ќе имаме појава на град, грмежи и други метеоролошки појави. Така е, во некои од земјите во регионот па и светот, граѓаните добиваат известувања лично по пат на СМС. Каква е ситуацијата кај нас, односно чија надлежност? Центарот за управување за кризи ја споделила таа информација. Во моментот во државата постои тестирање на тие СМС пораки. Се надеваме дека нареден чекор ќе биде да Центар за управување за кризи да може да пушта и регионално за одредени подрачја вакви наменски СМС пораки. Така е, ова вклучување сега во моментот во живо го правиме од Синоптичкиот центар на Управата за хидрометеоролошки работи. Ги споменавте радарите кои чинам дека сме единствени кои ги имаме во регионот и светот. Каква функција вршат тие, односно какви информации добиваме и што следиме на овие екрани кои ги гледаме? Тоа е првиот дисплеј. Во моментот може да видиме податоци од радарскиот центар во Тополчани при Лепско. Значи на 10 минути добиваме слика како се движат облаците, која е нивната висина, колку содржи вода во нив и дали се тие градоносни облаци, дали постојат услови за грмежи и може да се предвиди 30 на 40 минути претходно дали некој подрачје може да биде зафатено од некое невреме. Исто така користиме во моментов и податоци од втора генерација метеоролошки сателити. Сите овие податоци преку нас доспеваат и до Центарот за управување до кризи, меѓутоа и македонската навигација ги користи овие податоци. Од септември ќе добиваме пристапи до третата генерација метеоролошки сателити. Тоа ќе биле голем исчекор во подобра и поточна прогноза. Тие сателити ќе дават 50 пати повеќе податоци од досегашните. И ќе има посебни канали за многу метеоролошки појави, меѓу другото за пример за песок од Сахара, шат од пожари од вулкани, исто така ќе имаме и вертикална проекција на температурата, облаците ќе ги гледаме за разлика од досегашните сателити кои сега ги гледаме во 2D, тогаш ќе ги гледаме во 3D и ќе има многу канали со податоци за кои допрво ќе треба да направиме обука за да може да ги користиме тие податоци. Минатата недела ние испратевме и двајца синоптичари и двајца хидролози на 5-дневна обука во Грузија. Тоа беше обука организирана за цела Европа и Азија, така да во тек сме во сите најнови достигнувања за подобра и поточна прогноза. Борбата во светот и во Светската метеоролошка организација да имаме рана превенција за сите овие податоци да бидат многу порано и подостапни до сите. Во светот последниот 20 на 30 на години битката е колку минути понапред ќе може да издадеме соопштение за одредено невреме. Ако да речеме пред тоа 40 години било
15-20 минути веќе одиме имаме многу повеќе време на располагање за да ги предупредиме граѓаните. Така е, додека чекаме во ЦУК да профункционира начинот на SMS известување, многумина од граѓаните веруваат или се водат какво ќе биде времето според своите мобилни апликации, дали во целост треба да им се верува на истите или сепак страната на УХМР единственото место каде што 100% можеме точни информации да добиеме. Управата за хидрометеоролошки работи е член на Светската метеоролошка организација. Тоа е прво нешто што е создадено на ниво на Обединените нации после формирање на Обединените нации. Така да сите наши податоци и податоците од цел свет одат во Светска метеоролошка организација. Од таму податоците ги презимат многу сервиси и прогностички модели кои ја прават прогнозата. Конкретно и ние во УХМР користиме повеќе прогностички модели, меѓутоа специјални дизајнирани и моделирани за Македонија, за да ја добиеме прогнозата. Податоците се поточни, се користат многу податоци. Нашите податоци тука ги добиваме од автоматските метеоролошки станици, од автоматските хидролошки станици, од месеот сателитите, од метеорадарите. Врз база на сите тие огромни количини на податоци постојат многу софистицирани прогностички модели и посебно силни компјутери кои можат да ги обработат тие податоци, се издаваат одредени прогнози. Ви благодарам на информација. Благодарам. Почитувани, за крај од ова вклучување од Синоптичкиот центар на Управата за хидрометеоролошки работи ќе кажеме дека според последните, односно моменталните информации, денес времето ќе биде стабилно, односно ќе немаме невреме како што имавме во текот на вчерашниот ден. Колеги, доколку имате дополнителни прашања, повелете, во спротивно го заокружуваме ова вклучување од терен. Не, немаме дополнително прашање, од проста причина што твоите соговорници многу убаво и професионално ова го одработија и мора да признам, дам почит без оглед какво беше времето вчера, дека строго професионално како Управа за хидрометеоролошки работи ги следат состојбите и би посакал секоја јавна установа, државна институција да функционира како што функционира Управата за хидрометеоролошки работи. Тоа се луѓе кои што не може да променат времето, но можат ваква убава анализа да направат. А да заблагодарам и тебе за професионалноста, со оглед на тоа дека имавме сосема други теми за вклучување, Димитар, со тебе во утро, но со оглед на ситуацијата во последен момент ти професионално ги донесе овие две јавувања и приказни, за што ти благодариме.